Почитувани, градоначалникот на Скопје досега потпиша 2 меморандуми за пробно користење на автобус на газ и автобус на електричен погон со 2 странски компании. Целта на користење на овие автобуси, според објаснувањето на градоначалникот, е дека потребно биле да се испитаат техничките карактеристики на автобусите кои подоцна би се набавиле. Се работи за милионски вредна набавка, а Скопје станува полигон за пробна вожња на автобуси. Со потпишаните меморандуми се отвара сомнеж дека станува збор за можна коруптивна сделка и дали директно и однапред се преедуцира во понатамошна постапка доколку има тендерски процес кој ќе биде добитникот на милионскиот тендер. Како Шилегов потпишува меморандуми за пробно возење кога не знае дали посочените компании ќе победат на евентуалниот тендер за нови автобуси на газ и електричен погон, или пак, доколку е сигурен дека ќе победат, дали можеби станува збор за однапред договорена милионска сделка. Кои се мотивите? И дали станува збор за однапред договорена сделка, чија вредност е неколку милиони евра? Дали договарањето во 4 очи беше и причината поради која владата го укина Советот за јавни набавки? Практично, потпишувањето на вакви меморандуми представува замајување на јавноста и купување на време во отсуство на големи и значајни проекти за градот Скопје. Сосема на крај, добро би било Шилегов да објасни и за еден негов личен скандал. Како возилото марка Ауди, кое било оштетено, МВР тврди дека е негово, а градоначалникот го нема пријавено во анкетниот лист. Се прашуваме, кој лаже, МВР или градоначалникот Петре Шилегов? Ви благодарам.